Знаете кај терате? Не, прашам, дали знаете кај терате? Дали знаете дека 90% од македонците во Македонија во светот ве презираат? Да не кажам некој пострашен збор, да кажеме ве мразат, што не е исклучено. Толку ли немате идеја? Толку ли се само утепавте да прибегнувате кон најниски начини за да извлечете некое политичко поенче? Малце да се осетите живи, дека уште постоите. Реално не постоите. Не во свеста на македонците. Вие сте неегзистирачка партија, бивша партија, некогашна партија, непостоечка партија во свеста на македонците. Во себе барајте си ја вината. СДС, социјалдемократи, ало. Знаете по што ви се познава илето? Дека користите најтрагични ситуации, настани од нашето секојдневие, од црна хроника. Вашата политичка агенда е базирана на црната хроника. Вашата идејност за освојување позиции политички се базира на црна хроника. Отварате црнохронијашки портали или све она што се случува у тек на денот најцрно во црната хроника и од тоа покушавате да поентирате. Ги политизирате, цела црна хроника у Македонија ја политизирате. Овој го убил оној затоа што на овој му влегла козата, му ја прешла медјата на овој другиот, губил со копач, а и од тоа политички поени ќе извлечем. Овој му ја прцал жената на оној, па оној што имал прца на жена губил овој, ај се и тоа ќе исполитизирам. Што има врска, бе? Настано у Велес пред 2 дена, кога тој психопатот си ја уби девојката некогашна и таткото, што има врска со оставка на Тошковски или на Мицковски? Каква врска има тој Настан? Да се обидувате и тоа да го натртите највулгарно, дека за тоа треба премиерот или министерот за внатрешни оставка да поднесат. Дали сте бре вие нормални, разум, трошка имате ли? Дали сте свесни каква штета си нанесувате самите на себе? Дали сте свесни колку повеќе презир, омраза и одвратност предизвикувате кај секој нормален човек која гледа со какви највалкани и најдолни и најнеинвентивни методи се користите да извлечете некое политичко поенче? Не извадивте уста трагедијана од Кочани. Гледам вчера исто тоа што беше, се останаа само политички барања очигледно. Мицковски и Тошковски да си поднесат оставки. Тоа е резултат на вашата пропаганда што ги полните главите, што не е наивна вела, но е ниска, одвратна е. Како реагиравте, бе, вие па? Значи, како да ви кажам, секој е ваш опит за политизација, особено за некоја работа кај што имаше реакција на државата, да кажеме во Кочани. За секој тако ваш низок обид имаме одговор, бе. Кого уапсивте, бе, вие за модуларната болница? Кого? Како се заврши сето тоа, со какви пресуди се заврши? Колку ви требаше да приведете 1-2 таму жртвени јагниња што беа и што после не знам што стана, дали ги осудивте условно или не знам стварно што стана, небитно. А имаше сериозни индиции дека големци во таа ваша влада тогашна социјалдемократска квислиншка беа умешани во таа трагедија. Административно, криминално, коруптивно. Како таа изгоре за 10 секунди модуларна болница, таа кабелот што беше крив. Кого апсивте? Како реагираше за разлика од вас државата кога се случи Кочани? Колку уапсени имаше у првите 7 дена? 45, колку бе уапсени? После не знам како изгледа таа бројка. Сите во притвор. Од газда на дискотека до градоначалник, до полициски службеници, до инспектори, 40 кусур луѓе бе уапсени.
овие па другиве, цело време, овој сега нешто од обезбедувањето не реагирал Мицковски, овие певица. Они пратеник пијан тамо наводно удри у мопед, двајца, едниот се бори за живот, искачаат до брана. Прва реакција. Каков ли лажен морал ке продаваме? Кој е за наш, кој се работи за наш член, ке обраниме и таму ке што не треба да го браниме. Ако се работи за друг, ке бараме оставки. И обезбедувањето, не знам што, Мицковски ова. Што правиме со тие двојни аршини? Чиста злоупотреба политичка, секојдневна, да дефокусирате, да предизвикате омраза, да дефокусирате јавност од вашата безидејност, од вашата ништожност. Морални биле. Она исто Велица, кандидат за градоначалник, оставка ќе си дадел од кога станал кандидат. Не поднесе оставка, не поднесе. Каков морал продавате? На кому му продавате морал? Ако више сме кај морал, бар не се удирајте у гради дека продавате морал. Чутете си, терајте си работа, зимајте тамо колку зимате у парламент, 2-3 евра плата, користете други бенефиции, шофери, мофери, коли, моли, што треба, обезбедување, и свирајте курцу, не замарајте човече. 6 месеци, тој човекот одустане го извадија, тој Тошковски. Оставка, оставка. Криминалец ваков, криминалец онаков. Кој од вас поинаку ќе постапеше? Ај, дали воопшто ќе постапеше? Ти трул систем 35 години. Не можеш да го опреш преку ноќ. Дали Кочани, беше трагедијата, владата не си го направи своето кога исконтактира луѓе, болни, ранети од изгорени, беа пренесувани од други болници во соседни држави. Доаѓаа лекари тука од странство. Немаше ли уапсени? У затвор се, у притвор, уште поправа ова она. Се сомневате дека ќе добијат драконски казни? Ќе добијат, затоа што таа случка, очите, големите очи ги сврте кон нас, од светот. Нормално дека ќе добијат големи казни, како што добија оние кретени што ја убија Вања, малата и Панче, тој кретенот што и пукаше у глава, што им пукаше у глава. Стварно е ниско. Онда не ширете демагогија. Ако више продавате морал и муда за бубрези, као што сакате да продавате од комотна позиција на опозиција, онда барем живејте го тоа што го проповедате. Овие често пати од певица ги слуша, Мухика го спомнуваат, овој уругвајски председател што беше, што не кеше обезбедување, не кеше председателски удобства, живееше на фармата кај што живееше од својата фарма, од гуските, од кокошките, од кравите што ги молзеше. Така беше митот за него, дека одбива, дека ништо од тоа не ќе од тие привилегии, дека сака да си го продолжи животот на таа фармата. Не знам колку тоа беше точно, но митот за него беше тоа. Кој од вас живе од кокошките и кравите, бе? Од фирмата дома, од фармата у дворот, од јајцата што ги несат кокошките секоја сабајле, или живеете малце поинаку од кога влеговте у парламент? За демагогија сите можеме да се правиме она што не сме, да живееме едно да збориме, друго да правиме. Или слушаме што ти зборам, не ме гледај што правам. Ќе користиме све. Кој затаил? У главата си му на тој психопат што може да утепа девојка му, жена му,
татко и мајка и сестра и брати, појма немам, цела фамилија. Зател системот. Било пријавувано, било. Луѓе, вчера ви објаснив за таа работа. Сегде затајувал, доека не се случила трагедија од тој тип. Америка има затајувано, што има искуство пред нас со такви случаи. Па ви реков како оди тоа. За жал, како и во авионските несреќи, тие работи во законот се менуваат благодарение на тоа што некој платил со крв. За жал е така. За жал, луѓето не се свесни доека трагедијата не ги снајде. Како што ние живеевме у облаци, дека тоа тамо некаде грозоморни убиства се случуваат само тамо некаде надвор. Па ни се случи Смилковци, па се случи грозоморново со Вања, Малава, па не знам неколку страшни фемицида со суициди, а затоа, за жал, како и ке речам, како авионските несреќи, и овие менјање на процедури, на правила, на закони се случува благодарение на тоа што некој платил со крв. За жал е така, затоа Америка имате, ви кажа вчера, ви објаснив, имате Амелиниот закон, Амбер Алерт, не знам, законот на Џон, законот на Рики, тоа се све жртви што платиле со својот живот затоа што дошли у допир со психопат, со педофил, со серијски убиец, со ова. И у тој момент државата не изреагирала, тоест полицијата, судот, ова, она, ради икс причин, затоа што биле такви законите до тогаш, но благодарение на тој случај се смениле. Ај сега утре за секое убиство што ќе се деси, ај сега сите оставки да бараме од функционери, од премиери. За секоја будала што ќе убие некого. Ви реков. Супер е тоа ви викам, на ситно да се ловат поени политички. Топе, ама е ниско, без везе е. Без везе е. Жал, ја не сум ги правил законите и овие процедуриве. Постоеле, со тек на време сме биле мирна земја, немало такви настани кај нас, но се менува светот, се менуваат работите. Ќе се менуваат и тие. Мислите нема да се сменат после ова? Ќе се сменат, за жал некој платил со крв. Ама тоа не е, како да ви кажам, ендемска работа поврзана само кај нас дека се случувала. Сегде се случувало тоа. Не релативизирам, ама за жал е така. Исто како што Боинг, многу процедури, многу поправки во конструкција, многу промени на материјали во конструкција, многу други процедури на проверка на своите авиони ги плај благодарение на тешки несреќи авионски у кои што загинале илјадници патници. Јебига, у тој момент никој не бил свесен дека таква работа може да се случи со авионот. Се случило. Одма цела флота ја затвара, сегде нема лет на авион, доека не се открие причината, кој се открил, доека не се направат поправките, нема летање на Боингови авиони. Или на Airbus, или на шо да е. Без везе, 6 месеци слушаме истото. Секоја можна црна хроника што ќе се деси истото. На одговорност власта, на одговорност Тошковски, на одговорност Мисковски, на пичка му матерна. Многу работи не секој што треба. Системов апсолутно. Значи мораат многу работи да се менуваат, таа свесност да се крева на ниво и на ниво погоре. А од друга страна, знаете какви проблеми имаме со доверба у судство. Не е тоа од ВМРО кој да е на власт, бе луѓе, и со обвинителство и со така натаму. Видовте што се случи со СЈО на времето? Власта, СДС, со ова, не знам кој тамо им шепна на уво, ставија главна обвинителка специјална која што отиде после у затвор ради корупција невидена.
Ни срам, ни перде. Ставија идиот што отиде у затвор после тоа. И значи не е проблемот со судството, обвинителство денес од вчера, колку суди имаше што беа поврзани со коруптивни скандали, со нати го дај ми го, некој заврши у затвор. Некој си уште тамо. Тефтерчињата, Сваровски суди, трас, како беше она. За жал не сме автократски режим, диктатура, иначе тоа се решава со по принцип на меч и Гордиев јазол. Јас сум за тоа пак така да го решам. Ама демократија, ќе ти рече премиерот, како што има кажано 2-3 наврати, не смееме да се мешаме. А шо да правиш, како да не се мешаш? Вака да продолжи. Мора еднаш да се умеша државата, да рече чекај бе, абе немало да сме биле демократија. Абе има начини како да ги смениш. Не демократски, ама и невидливи. Како да ги смениш? Не зборам, не мислам на екстремно, но можеш како да ги убедиш да се тргнат од тие позиции. Има начини. Тоа го правили и други држави у НАТО-то и на побрутални начини, на посуптилни начини. Како корумпираните, ако више ради X причини, ради некоја длабока држава не можеш да ги отстраниш, како да најдеш начин да ги отстраниш тивко, тоест да ги натераш сами да си отидат. Па има милион начини. Само треба човек инвентивен да биде. Шо слушаме 6 месеци и последниве? Оној тамо направил нешто, пукал на свадба, у ваздух со огнено оружје, оставка на министр. Колку убиства имаме ние откако Тошковски дојде на власт? А колку убиства имавте кога СДС беше на власт вие? Знаете? Ко се пукаа клановите низ градот, овие наркокартеливе, сред бел ден. А? Ви техно е како се пукаа усред бел ден. Екзекуции низ Скопје. Ај, не паламудете, више ако имате некоја идеја како да го смени, да го турнете ВМРО од власт, некоја инвентивна идеја, направите така, ако не ви текне, покрите се со јорган и мукла. А ќе дое све на своје место. Тоа сум повеќе сигурен. Ајде.